Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новата емисија на ТВ Ординација. Оваа ТВ Ординација имаме гостин во ординацијата, односно доктор Виолета Божиновска од Поликлиника и дијагностички центар Филип II. Докторке, добро дојдовте во емисијата. На овој начин зборуваме и вечерва онлайн. Зборуваме за кардиоваскуларните заболувања како број 1 за смртност во светот и понатаму и покрај сите и покрај пандемијата која што излезе, сепак коронарните болести и болестите на срцето остануваат број 1 по смртност во светот. Доктор Божинова, зборуваме за кардиоваскуларни заболувања. Кажете ми, што представуваат? Кој е она кое што е можеби клучниот момент за популацијата на светско ниво и понатаму да биде најзагрозена од оваа болест? Денес ќе зборуваме за кардиоваскуларните заболувања, така општо како едни од најзастапените заболувања во светот, поготово во развиените земји, значи тие се така најзастапени, а и секако се и водечка причина за смртност во светот. Значи најмногу пациенти ни умираат токму од овие кардиоваскуларни заболувања. Кардиоваскуларните заболувања се всушност заболувања на крвните садови, поточно на артериите, и тоа најчесто ги опфаќаат артериите на срцето, коронарните крвни садови, потоа ги зафаќаат големите крвни садови на вратот или каротидните артерии, мозочните артерии и периферните крвни садови, односно крвните садови или артериите на нозете и раците. Докторке, кажете ми кои се најголемите причини за појавата на оваа заболување? Значи, како најважна и најглавна причина за настанување на кардиоваскуларните заболувања е атеросклерозата. Атеросклерозата настанува, тоа е процес кој што настанува и се одвива бавно. Тоа е всушност налепување на масти на зидот на крвните садови, мастите кои што циркулираат во крвта, со што постепено со текот на годините се ствараат масни наслаги или плаки на крвните садови кои што постепено го стеснуваат крвниот сад, така да во еден момент може да доведат до едно поголемо стеснување на крвниот сад и да настане исхемија на органот кој што го снабдуваат со крв, или дури да настане и потполно стеснување или запушување, при што може да настане ако се работи за мозочните артерии, мозочен удар, исхемичен мозочен удар или кај срцето миокарден инфаркт. Многу често и помеѓу населението веќе се зборува дека пушачите се број 1 од загрозената група на граѓани кои што ги носат со себе најголемите ризици од појавата на кардиоваскуларните болести. Дали се согласувате или пак можеби како ризик фактори се вклучуваат и останатите ризици кои што современото живење ги носи со себе? Да, баш тоа сакав да се надоврзам. Значи, покрај атеросклерозата и како најчеста причина, нели ја спомнавме атеросклерозата за кардиоваскуларните заболувања, постојат и многу ризик фактори кои што исто така допринесуваат за појава на овие заболувања на крвните садови. Значи, најчесто тие ризик фактори, пошто ги има повеќе, ги делиме во две групи: немодифицирачки и модифицирачки. Немодифицирачки значи ризик фактори на кои што не можеме да влијаеме, не можеме да ги промениме. Тука спаѓаат генетскиот фактор, тоа значи дека во фамилии кај кои што веќе го има тој ген за појава на кардиоваскуларни заболувања, се наследува и се пренесува, и кај повеќе членови од едно семејство можеме да се сретнеме со кардиоваскуларни заболувања, дали се работи за мозочен удар, миокарден инфаркт. Всушност тоа е таа наследност или генетскиот фактор на кој што не можеме да влијаеме, не можеме да го промениме. Потоа од таквите немодифицирачки фактори е и полот. Се смета дека повеќе овие заболувања се среќаваат кај машкиот пол за разлика од женскиот, заради тоа што кај жените имаме естрогени, женски хормони кои што ја спречуваат таа атеросклероза и го штитат фактички женскиот организам. Меѓутоа, после менопауза, откако жената влезе во тој период на менопауза, шансите за добивање на кардиоваскуларна болест се изедначени кај мажи и кај жени.
Друг фактор на кој што не можеме да делуваме е возраста. Порано се сметаше дека овие заболувања повеќе се јавуваат кај повозрастни пациенти, меѓутоа денеска веќе таа граница е доста даун, значи е снижена. Имаме пациенти веќе над 30 години со такви заболувања, со мозочен удар, со миокарден инфаркт, така да границата е многу веќе пониска. Така, докторке, како се манифестира? Освен, како што кажав, овие немодифицирачки имаме и фактори на кои што можеме да влијаеме. Тие се многу важни, затоа што нив можеме да ги промениме, можеме да смениме нешто во животот. Ако има некоја болест, како што е најчесто хипертензија, шеќерна болест, можеме навреме да ги лекуваме, да ги откриеме, да ги лекуваме, со што ќе превенираме да не се појави некое кардиоваскуларно заболување. Потоа, тука како ризик фактор е пушењето. Значи, тоа може да се влие на пациентите, им советуваме престанок на пушење ако веќе имаме некој откриено некои промени на крвните садови. Потоа исхраната, која што е многу важна, значи да не се внесуваат заситени масни киселини во исхрана, мислам масна храна. Пушењето, како што кажав, физичката активност или всушност неактивност, која што е многу битна, важна за појава на овие заболувања, значи се препорачува повеќе физичка активност, движење, некое спортување. Друг и многу важен фактор за појава на овие заболувања ни е стресот. Значи да се избегнува стресот, да се амортизира стресот, да пациентите значи да гледат што помалку да бидат изложени на стрес, да го избегнуваат, затоа што тоа е многу важен фактор за појава на овие заболувања, поготово за појава на руптура на плаки кои веќе се создадени во крвните садови и нагло зачепување на крвниот сад и појава на или миокарден инфаркт или мозочен удар или запушување на крвните садови на нозете. Така, докторке, во продолжение, ние иземаме исхраната како еден од можните причинители за појавата на кардиоваскуларните заболувања со оглед на целата она неорганска храна која што нашите граѓани веќе ја конзумираат и е широко распространета на нашите трпези. Да, исхраната, како што кажав, е многу важна, затоа што тоа е исто така ризик фактор, кој што е многу важен, како што кажав, значи се препорачува повеќе зеленчук, овошје, немасна храна, за да се спречи всушност тој главниот процес атеросклерозата, кој што е главен причинител фактички за запушување или стеснување на крвните садови при тие кардиоваскуларни заболувања. Така, во целиот разговор зборуваме дека број 1 по смртност во светот и на светско ниво ни е кардиоваскуларното заболување, што е она кое што на нашиот организам треба да сигнализира со цел да ги слегнеме некако бројките и како велат превенцијата, односно навремениот третман и лекување, значи и продолжување на животот. Да, значи ова болест, како што кажав, се одвива постепено. Атеросклерозата и понатаму овие кардиоваскуларни заболувања или запушување на крвните садови. Заради тоа, значи во почетокот може да биде асимптоматска. Меѓутоа, кога веќе ќе настане поголемо стеснување на крвниот сад, веќе се јавуваат тие исхемични тегоби или кои што се резултат на недоволната циркулација дистално од крвниот сад кој што не е стеснет или запушен. Во зависност од тоа, дали се работи за коронарните крвни садови на срцето, дали се работи за мозочните крвни садови или крвните садови, артериите на нозете, зборуваме за 3 вида на заболувања. Тоа се, кога се работи за коронарните крвни садови, имаме коронарна артериска болест, која што најчесто ни се манифестира во вид на ангина пекторис, нестабилна или стабилна ангина пекторис и миокарден инфаркт. Симптомите овде кај стабилна ангина пекторис се најчесто познати веќе меѓу народот, градна болка со стегање, печење, жарење во градите, чувство на кнедла во грлото, трпнење на двете раце, повеќе на левата рака, трпнење, може да се јави сите овие симптоми да се јават повеќе при напор, значи кога пациентот се изложува на некој напор, качување по скали, физички напор, пешачење, брзо пешачење, додека за разлика од
стабилната ангина пекторис, нестабилната ангина пекторис, сите овие симптоми се слични, исти, само се јавуваат во мир кога пациентот седи. А кај миокардниот инфаркт, оваа слика е подраматична, сите овие симптоми се со појак интензитет, состојбата е поургентна и треба веднаш да се интервенира. Кога се работи за мозочните крвни садови, кога имаме запушување на мозочните крвни садови, симптомите најчесто се вратоглавица, главоболка, може да се јави замаглување пред очите и овие симптоми значи ги групираме во две групи како транзиторна исхемична атака или мозочен удар. Додека кога имаме запушување на крвните садови на артериите, на екстремитетите на нозете, тогаш зборуваме за периферна артериска болест, која што ако не се навреме открие, ако не се лекува, завршува дали на едната или на двете нозе, завршува со гангрена. Така, докторке, како што и најавив на почетокот, се задржуваме на дијагностичкиот дел. Сепак Филип II е дијагностички центар и поликлиника која што нуди широка палета на дијагностички услуги. Што се случува со кардиоваскуларните заболувања? Можеме ли да на повеќе начини да дојдеме до клиничката слика? За дијагностицирање на овие кардиоваскуларни заболувања ни постојат повеќе дијагностички процедури. Исто пак ќе напоменам, зависи пациентот нели на што се жали. Дали се работи за запушување на крвните садови на срцето, дали се работи за мозочните крвни садови или на нозете. Многу често ни е тоа една генерализирана состојба, така да веќе ако имаме на срцето заболување на крвните садови, на коронарките имаме и на каротиди, и мозочните крвни садови, и периферија. Тука придонесуваат и некои други, како што кажав, болести, шеќерната болест кај дијабетичари, например, може да се јави една генерализирана атеросклероза. И од дијагностичките процедури, кога се работи за коронарна болест, имаме значи ЕКГ, на кој што може да се препознаат некои знаци дека постои такво заболување, ехокардиографија, која што исто така не е добар дијагностичка процедура со која што можеме да ги откриеме. Потоа имаме холтер. Кај нас еве веќе во Жан Митрев дијагностик и тука во Струмица се работи калциум скоринг тест. Тоа е компјутерско снимање на срцето, при кое што се гледа дали има и колкав процент на калциумови депозити на крвните садови, со кој што се одредува дали, спрема одредена табела, се одредува дали кај пациентот има запушување на крвните садови или не, и понатаму пациентот се препраќа на наредно испитување и лекување. Потоа може да се направи компјутеризирана исто коронарографија, значи компјутерско снимање со контрастно средство. Повторно пак се гледат со компјутерско снимање без инвазивни процедури, се гледа дали има стеноза, запушување на некој од коронарните артерии и исто така на крајот ни е инвазивната коронарографија. Ако се работи за мозочните артерии, најчесто тоа се артериите и каротидите, кои што најчесто се причина за мозочен удар кога имаме стеснување или запушување или некоја аномалија на каротидните артерии, тоа се открива со доплер. Доплер на крвни садови, кој исто така ние овде го правиме, го работиме. Значи, прико доплер преглед, васкуларен доплер на крвните садови, на каротиди се гледа дали има некое стеснување, од прилика на кое ниво е, на која гранка артерија, од каротидните артерии, се гледа дали има некоја аномалија која често ја среќаваме, као кинг или искривување, кој исто така може да биде причина за мозочен удар. Ако веќе ние видиме дека има некоја таков, или стеснување или некоја аномалија, како следен акт, во следен акт се препорачува кај пациентот да направи компјутеризирана каротидографија со церебрална ангиографија, каде што се гледаат со контрастно средство сите крвни садови и се проценува точно и процентот на стеснувањето, колку е и местото
каде се наоѓа тоа стеснување или ако е некоја аномалија и понатаму пациентот се препрека за понатамошно лекување или интервенција. Исто правиме и компјутерско снимање на долните екстремитети. Претходно може со васкуларен преглед Доплер да се види дали каква е проодноста на крвните садови на нозете, да се утврди ако има некаде некое стеснување, кое потоа се допрецизира со ова компјутеризирано снимање на долните екстремитети. Значи, ова не се сите тие процедури, ние сите овде во Жан Митрев диагностик ги имаме тие диагностички процедури, имаме компјутер, значи се работи калциум скоринг тест за срцевите крвни садови, за периферните компјутеризирана, имаме томографија со која што се гледат дали има запушување на долните екстремитети, за каротиди, церебрална ангиографија, значи сето тоа може кај пациентот навреме да се направи и да се открие. Иако во напредната фаза исходите се навистина непосакувани за многумина, но сепак кардиоваскуларните заболувања со навремениот третман и лекување се лекуваат, а со тоа и се продолжува животот на пациентите. Да, со сите тие диагностички процедури што ги направив, ако пациентот навреме се јави, поготово кај пациенти кои што во фамилија имат веќе генетски фактор, значи треба навреме да се јават, да не ги игнорираат симптомите, да се јават на лекар, да биде направен првичен преглед, доплер на крвни садови, ехокардиографија со кој што ние ќе утврдиме дека можно е да има некое запушување, која потоа со наредните диагностички процедури ќе се допрецизира и ќе се открие навреме. Ако навреме се открие, значи постои начин, постои можност пациентот да се излекува, да се лекува. Ако се работи за помало запушување, тогаш се оди со медикаментозен, инвазивен медикамент или агресивен медикаментозен третман, каде што се дава терапија најчесто за холестерол, значи статини во повисоки дози. Даваме антитромботична терапија за да се спречи создавањето на тромби и да не дојде до запушување на крвните садови на местото каде што е стеснувањето. Ако се работи за поголемо стеснување, најчесто веќе 70 и над 70%, тогаш се оди со терапија со стентирање или со оперативен третман во зависност од тоа дали се работи за срцето, например, дали се работи за еден крвен сад, дали се работи за повеќе садовна коронарна болест, кога има повеќе крвни садови со стеснување или запушување, се оди значи оперативно со бајпас, или ако се работи за каротиди конкретно, ако имаме запушување или некоја аномалија, како што не е кинкинг, тогаш исто се оде оперативно со што на пациентот му се спасува животот и се спасуваат последиците понатамо од мозочен удар или за срце, кога зборуваме за коронарните крвни садови за миокарден инфаркт. Исто кај нас се работи и оперативен третман и на долните екстремитети, на нозете, кога имаме запушување, дали се работи за поплитеална артерија, феморална, дури илијачни артерии, значи исто се оди оперативно, со што се воспоставува циркулација на пациентот, му се спасува екстремитетот, заради тоа што се спречува да настане инвалидитет, бидејќи, како што кажав, ако не се навреме интервенира, ако не се лекува, тоа завршува поготово кај нозите со гангрена и со ампутации, со инвалидитет за цел живот. И повторно се враќаме на навременото откривање, превенцијата за пациентите со цел продолжување на животниот век, поквалитетен животот, она кое што, иако со инвазивен или неинвазивен начин, се третираат кардиоваскуларните заболувања. Да, значи за среќа имаме многу пациенти кај кои што после таквите интервенции животот им продолжува најнормално, без тегоби, и затоа апелирам, значи препорачувам да не се игнорираат симптомите. И при најмал симптом на вратоглавица, нестабилност, темнење пред очите, значи да се направи еден преглед, васкуларен преглед, доплер на каротиди, да се направи при други симптоми, како што се градна болка, да не се игнорират, да се направи еден ехокардиографски преглед, зашто се што е навреме откриено, е се со цел за да се спречи, да се спречат последиците кои што знаеме дека се
тешки од кардиоваскуларните заболувања, последиците, како што кажав, мозочен удар, каде што има доста инвалидитети, миокарден инфаркт, каде што исто работоспособноста на таквите пациенти е намалена, или гангрена, ампутации. Сето тоа значи е со цел на времено диагностицирање и на времено лекување, со цел да се спаси животот на пациентите и да им се подобри квалитетот на животот. Докторке, јас ви благодарам што одвоивте време и бевте дел од емисијата, а ние овдека ја завршуваме и вечерашната емисија во ТВ Ординација. Ве оставам во добро здравје и се гледаме наредната среда со нови гости.